Почнуваме со нашата утринска тема. Поводот за темата на која што ќе се задржиме во следните минути е, за жал, она на која што сме сведоци во последниот период кај нас, кога се младите во прашање, тоа е чинот на вандализам, кој што го гледаме на повеќе места. Согласно и со она кој што посебно имавме можност и можете, меѓу другото, да го најдете на сајтот на Телма, е дека младите вандали прават штети на јавен имот и ева конкретно во последниот случај со убивање на багерот и правење на штета, пошто имаше и реакција на градоначалникот на општина Центар и одговорност од првенствено родителите, но и прашањето зошто младите се повеќе се однесуваат на еден таков начин. Па се решивме да се обидеме и ние да го поставиме во прашање и да ги добиеме вистинските одговори од стручни лица. Зошто младите се склони кон вандализам и дали тука некаква улога има сајбер насилството, дали сајбер насилството кое што за жал повторно го гледаме и сме светоци, може да го поттикне бесот кај младите. Но оваа тема зборуваме денеска со нашите гости, а тоа е професор доктор Константин Миновски, кој што е професор на Институтот за социологија на Филозофскиот факултет, и психолог Марија Куневска од Центарот за развој и едукација, советување на деца и млади, Маша Марија. Добро утро и добро ни дојдовте во утринска Телма. Добро утро. Добро венедо. Ќе добиеме една целина од социолошки, од психолошки аспект, кога е во прашање нели младиот живот или секојдневието на младите. Загрижувачки е ова деструктивно однесување, дивење, кое што треба да не загрижи сите првенствено како општество, а понатака и индивидуално, значи како родители. Па и ако зборуваме за наставниците, за професорите, сите оние кои што учествуваат во тој воспитно-образовен процес. Ќе почнеме со ред, како стручни лица, како вие гледате на овој вандализам кој што го имаме почесто? Да, видите, кога веќе го спомнавте општеството, да спомнеме дека вандализмот е всушност намерно предизвикување штета на јавни, приватни или лични добра. Всушност и се врзува за состојба општествена каква номија. Не е новото, пред стотини повеќе години определено како состојба каде што отсуства општествената контрола. И кога отсуства општествена контрола, поединците се наоѓаат нели во целиот тој процес на прилагодување на општеството, како да не го знаат вистинскиот пат, еве така да не речеме, односно оние што се востановени норми, културни обраци на однесување, не ги прифаќаат или ги отфрлаат. Да. Се зборувам генерално, што воопшто важи и за не само за млади, него и за возрастни. Спомнавте уништување на багерот, го спомнавте. Да, убивање на багерот, уништување на возило имаше. Уште 70-те години во Америка сериозни истражувања за уништување токму на градежни објекти, градилишта, кражби од таму. Не се нови појави, сакам да ви кажам, дека можеби и повеќе минатиот век се истражувани отколку денес, меѓутоа имаат еден континуитет на присутност. Но дали може би границата помесена, веќе зборуваме за младите. Тоа е појава која што сакам да ви кажам дека има различни манифестации на вандализмот, не е само тука. Го имате во спортот, во уметноста, во политиката. Значи нема сфера од културното, од општественото и културно живење каде што немаме појава на вандализам, всушност. Затоа велам, состојбата, аномичната состојба е нешто што води кон создавање на услови за појава на таков тип. Кај младите па се специфична категорија, тие се своја посебна подкултура. И тука сите млади не може да ги гледаме во ист кош, затоа што има психолозите знаат различна возраст, различно се манифестираат начините на кои се изразува дали отпорот кон општеството или меѓутоа кога зборуваме за овие тинејџери од прилика, значи тие градат на собствена подкултура кои што имаат своји вредности, свој јазик и кои што секогаш како контрапункт на возрастните, да кажеме. Зошто? Затоа што тие се во фаза на барање на своето место во општеството и некогаш тој процес на барање може да значи отпор кон она што е воспоставено. Незадоволството кое што го чувствуваат ги добиваат. Некогаш е незадоволство, чувствуваат ли тие сатисфакција во крик за помош, кое што отсуства затоа што ги нема тие
уште ќе кажам, контролни механизми на општеството кои што треба да им го помогнат во тој процес на транзиција, прилагодување, да речеме, и прифаќање на нивната улога како возрастни или рамноправни членови во рамките на општеството. И сега тука, знаете, не сите имаат еднаков статус и тие се борат за свој статус, своје место во општеството. Посебно што и во рамки на тие подкултури имате разни групирања, нели, кои што имаат пак своји обележја, карактеристики, бандите, да речеме, навивачки групи. Се тоа различни такви тип на подкултури на млади, кои што во голема мера нивните реакции се на она што е општествена состојба во моментот. Или кај што не можат они да променат нешто, не се слуша нивниот глас, преку тоа тие даваат на знаење до тие што треба да допре дека нешто не е во ред и треба да преземат одредени мери. Да, и тука треба да се види всушност да се гледа причината зошто тоа се случува. Ке позборуваме во продолжение малку и за социализацијата и колку тоа и за тоа се прави да се биде вклучено во друштвото во кое што. Ја неколку пати имам спомнато дека бар последниве, не знам колку години, десетина, не знам дали ќе се промени нешто тоа. Односот кон младите воопшто како кон социјално запуштени, знаете. И во образованието, основно средно, што е многу поразително, затоа го имаме ефектот. Да, потоа се тоа резултира со вакво... Во низки оние оценки на разни тестирања, нели, резултатите се. Ќе позборуваме и за причините, кои што доведуваат. Идејата за бегање од државата, односно гледање на нивната и на надвор од оваа земја. Мари, ајде вие од психолошка гледна точка, од каде потребата на младите за такво деструктивно однесување, за погледнавме најразлични инсерти од вандализам, од кршење на дури и детски игралишта. Дали тие млади, после направениот потек, чувствуваат некоја сатисфакција? Што се случува во нивната глава? Како тие размислуваат во тие моменти? Така, во последно време, односно последниве години, забележуваме дека имаме доста промена во однесувањето кај младите, односно многу поголем процент на деструктивно однесување. Сето тоа се должи на повеќе фактори. Мораме да го земеме најпрвиот фактор како детето расте во домот, односно родителите и како е воспитувано. Тој е првиот фактор кој го воведува во животот и во начинот на градење на личноста на самото дете. Затоа што децата не знаат како да реагираат нормално на почетокот. Уште од најмала возраст веќе гледаме дека имаме вакво деструктивно однесување кај децата, дури од предшколска, каде што навистина вршат вандализам, и тоа сериозен вандализам. Така да сето тоа не може секогаш да велиме дека се... Да, тоа е слика на општеството, но не дека секогаш општеството придонесува генерално, затоа што општеството го правиме ние како индивидуи и како личности и ние сме тие како родители пред се кои или го воспитуваме или му укажуваме да тргне по овај пат или по овај пат. Но од друга страна, да не ја заборавиме социјалната средина во која расте и во која се развива и како што кажа професорот, дека самата општествена размишаност, сето она што се случува во општеството и незадоволството кое дури од најмала возраст го гледаат децата пред се кај нивните родители, се она што се случува во општеството, придонесува подоцна нели може би и да се борат и да покажуваат еден начин на однесување и према општеството и према државата. Тоа е порака. Децата најчесто преку ваквите реакции испраќаат порака. Дали до родителите, дали до професорите, дали до општеството, дали до своите врсници, испраќаат порака. Потребите се многу различни. Најчесто факторите лежат во градењето на личноста од најмала возраст, односно во онај дел каде што дали емоционално и социјално созреале доволно добро. Тоа се личности кои имаат тешкоти со емоционално и социјално созревање, личности кои имаат пониска слика за себе, сликата која нели ја гледаат пред се,
на социјалните мрежи, сето она со кое се идентификуваат и кое им покажува по кој пат всушност треба да тргнат, а од друга страна тука е и општеството со сите аномалии и недостатоци, кое не им дава еден пат и една убава слика на децата на каде треба да тргнат и целиот оној хаос и стрес во кој се наоѓаат родителите и се помалку и помалку имаат време за тој момент да седнат и да разговараат со своето дете. Да. Професор, оно кој што претходно го споменавте, се однесува на тоа како и на кој начин младите можат и токму вие вандалски чинови го изразуваат револтот кој што тие го имаат и ова е еден показател, но дали често или во некои случаи вандализмот може да биде поттикнат од поголема група или да речеме тоа да се поединци, ама сепак да е поголема група токму заради социјализацијата. Младите денеска не само тоа, него луѓето во принцип не се однесуваат еднакво кога се сами и кога се во група. Така да се направи нешто за да се биде дел од тоа друштво. Тоа ми е прашањето. Тоа е како принцип на иницијација. Знаете, пошто имате иницијација во светот на возрастните кога ве примат, така има принцип на иницијација во секоја група се. Има некаде се тоа формализирани, некаде неформализирани принципи. Меѓутоа тоа да барање на местото во групата, некој што може да биде едноставно да се допаднете некому. Значи може да има и некоја сексуална возбуда, тоа Коен уште 80-тите го има дадено во истражувајќи ги нели младите, односно вандализмот кај младите како тип на реакција. Значи може да биде место престижот да се бара во група, предизвици, знаете, се оно што го имаме од игрите не е ново, тоа сакам да ги кажам. Тоа е нешто што го имаме, не знам, барем последниве 100 години е евидентирано и истражувано. Не е ново, ама дали е било волку често порано? Па не се работи за често. Не може да кажеме дека сите млади сега се, не знам, деликвенти, вандали и така натаму. Тоа се моменти во одредени ситуации. Па вие погледнете, поминете по Кејна парк, колку клупи ќе видите искршени. Да. Така? Игралишта спомнавте. Ама тоа не значи дека сите, секој тоа го прави во секој или клупите во училиште. Истртани, зидовите и така натаму, да не ги спомнувам. Од една страна имаме всушност што може да значи. Ние се претпоставуваме. Негрижата, што рековте, на институција. Да, искрено никому ништо. Неказнивоста, тоа е еден проблем во нашето општество. Не е само врзано за младите, него воопшто вие кога имате неказнивост, лош пример давате понатаму за идните генерации. Што значи дека вандализам е политички, кога ќе подпишете договор, правите штета на државата и никому ништо. И ние треба да ги, како држава, сите сега да ги почитуваме обврските, што некој си ги земал без или не заглавил со милиарди или така натаму. Тоа е многу сериозен проблем. И пораката се испреќа дека може слободно да се прават такви работи, дека нема да има казни. Ако се сеќавате, некој може да плати казна, па низ плоштад за Нова година со автомобил помина. Платил $20. Тој не сам евра колку е казната. Да, убаво рековте се тоа слика. Во некоја држава тоа ќе оди на психијатарско посматрање, видите? Поминување на црвено. Што значи дека ние имаме печата дека кога не гледа никој, а тоа е ова е проблем да ви кажам од антика го промислуваат наваму. Дали законите важат за сите или не. Значи ако не гледа никој, ние можеме да поминеме на црвено. Ама лоша е сликата што ја праќате на младите. Тие ќе се научат кога ќе гледат дека да, кога ќе ако нема ника можеме иако е црвено. Ако чекате, тоа значи дека треба почитувате на конвенција норма што е важна за вашиот живот и безбедност. Добро, како треба да се однесуваат или кои мерки треба да се преземат конкретно со овие лица кои што имаат едно девијантно и деструктивно однесување? Верувам дека во училиштата постојат психолози кои што работат со нив, веројатно родителите се исто така важна клучна нишка во целиот овој процес, но колку тоа допира вистински до нив? Во училиштата, јас ќе кажам што се случува. Во училиштата, да, кога ќе се случи едно вакво однесување, деструктивно однесување, односно кршат клупи, столици, ги откорнуваат таблите и така натаму, се случуваат такви ситуации во училиштата, кога психолозите ќе ги викнат и родителите и децата на советување, родителите викаат дека ги кренале рацете од тоа дете и дека немаат што да прават. Најчесто одговорите се тоа.
дека тоа е тоа, ние пробавме се, го казнувавме, го тепавме, вака правевме, така правевме, ама ништо не постигнавме, не делувало ништо. Тука пропушта секогаш родителите нешто, односно пропуштено е наназад во начинот на воспитување или во сликата која му ја давале на своето дете. Најчесто овие деца потекнуваат од семејства кои се разнишани, нели, да, дисфункционални семејства каде што веќе и виделе на таква слика. Но од друга страна, бидејќи претходно споминавме дека во група децата се однесуваат, односно младите се однесуваат на еден начин, а и сите ние, а кога сме сами се однесуваме на друг начин. Тоа е еден онај момент кај младите кога најглавната потреба, кога се градат, особено кога почнува пубертетот, најглавната потреба е да припаѓаат некаде, да бидат прифатени од другите и да бидат слушнати. И нормално е, бидејќи мозокот не им е толку развиен на такво рационално ниво да размислуваат рационално за своите постапки, нормално е да се приклучат и на негативни действија без да размислуваат колку тоа е негативно или не е во ред за другата личност, за општеството, за воопшто за околината. Така да и тој дел мораме од една страна да го разбереме, но мораме и да ги учиме на кој начин тие да се приклучат на другите, на кој начин да влезат во одредена група, односно групите најчесто на тој начин се создаваат, на тој начин сите тие врснички групи каде што мораат да бидат фраери, мораат да бидат на некој начин интересни, забавни, а тоа се прави на деструктивен начин и потоа нели децата се правдаат во училиштата. Зошто тоа го правеле, тој правеше, затоа и јас. Како што каже и професорот, нема никаква контрола, нема никаква казнивост и се влечеме едноставно цело време во некој круг, се вртиме и никако не се случува никакво. И се повторуваат. Никако. И никој не презема, ниту индивидуално се презема нешто, ниту некои казни се случуваат, ниту општеството некоја генерална стратегија не спроведува. Така да. Токму тоа сакав сега да споменам, ако нели кажавте дека од мали нозе, ако забележиме, од мали нозе, кога ќе почне ли таа социализација, па некои можеби несоодветни начини на однесување, да може тоа да се детектира, а потоа да се работи, што остана на родителот или доколку има потреба со стручно лице. Но кога се прават тие одредени пропусти, па кога тоа треба да се надокнади, тоа е процес. Исто како што е процес ова кој вие го споменавте, професоре, ако ние како поединци знаеме што е тоа кој што треба да го направиме, а да биде позитивен и да не биде негативен пример за младите, секој од нас како поединец може, но ако зборуваме генерално како општество, значи не можеме сите исто да размислуваме, исто да бидеме одговорни. Тоа се гледа. Значи тука треба државата да преземе нешто. Нашите главни проблеми во преземање разни мерки, гледањето надвор, не гледањето внатре. Видите, образовен систем не може да ископирате. Правосправен систем, правосуден систем, законодавство не можете да ископирате. Сакам да ви кажам дека гледањето и преземањето на мерки што се некои други општества и држави ги преземале, тие може да ви дадат некои идеи, меѓутоа мора да се фокусират на строго проучување на нашата состојба и изворни мерки, барање за решение. Да, ние може, така беше со концептот за, нели, така наречен фински модел. Па да, ама ако донесеме финци, професори, финци, деца и да имаме финци политичари, она финска влада, па кој тогаш ќе може веројатно таков систем. Сега да ви кажам дека копирањето не секогаш има таков ефект во ова област. Треба се согледа тоа што не можеме, пак уште ќе кажам, она општествена нееднаквост, зборуваме сиромашни несел. Во истражувањето да кажам дека нема никаде статистичка значајност дека тоа е главен фактор. Не може да кажем. Посебно затоа што без оглед и од типот на семејство во одредена возраст не мора да значи да е угледно, не знам, да биде добро воспитан, дека нема да влезе, да речеме, во некоја таква група. Нема. Ја не знам некој што не направил нешто такво во младост. Од тоа дека кога ќе видите некој се паркирал на пешачки превен или на тротоар, па брисачот му го извадил или тоа е реакцијата сега. Никој не вели сега ќе пратам слика на полиција дека да преземат мерки затоа што знаат дека тие нема да преземат мерки. Да. Пример е сега
мора да се внимава, значи не мора да судира сега некој да ги жигосуваме децава, нека тие се си. Јас сепак ќе речам институциите, државата, општеството, па и семејствата, се согласувам, имаат своја одговорност за младите. Зошто? Затоа што често пати малолетноста се злоупотреба, особено кај што се неказниви. Кај што ти се подведуваат да вршат кривични дела, зашто не се казниви. Сега родителите нели ги казнуваат. Сајбер го спомнавте, сајбер вандализмот. И тоа не е ново, да ви кажам. Од времето со телефони, фиксни телефонски говорници, кога наоѓа начин како да зборуваат меѓуградски без пари, нели, па со, не знам, картички некој вметнува. И пола телефонски говорници Сакам да ви кажам дека и тоа го имаме веќе видено. Проблемот е дека ние треба да научиме како да се справуваме со проблемите, да не ги игнорираме. Да не речеме дека нас тоа многу не чини ако вработиме, не знам, социолог, стручен психолог, стручен соработник во сите училишта. А таму имаме, овде немаме. Ако не ги ставаме тие администратори, него да се вршат работата, тие се спрегата помеѓу семејството, заедницата и институцијата. Затоа што вие не можете ни еден проблем да го решите општествен, ако немате локалната заедница, таму кај што се случува, ако го немате училиштето, таму кај што се најголем дел деца и семејствата. Тие мораат сите фактори да делуваат заедно. Не може да рече, ако рече родителот, јас не знам што понатаму, тогаш ќе преземе поголема улога институцијата. Меѓутоа не се промислуваат по мене, барем на таков начин, стратегиски, некако секој кога ќе дојде и ќе се соочи со овие проблеми, го гази времето. Се очекуваат брзи, инстант промени, а ви за да правите реформа образование, сериозен процес, тоа не се глупци, па ќе направиме експеримент. Сега вака реагира, ај добро. Но тоа се деца генерации, тоа е последица на генерации, што понатаму зошто имале слаб успех. Така, на тие меѓународни тестови. А на крај треба да се фокусират колку се тие ги прилагодуваме за да бидат функционални и членови на нашето општество, да придонесуваат за кајнат. Ние не ги подготвуваме додат, не знам, во Европа да работат за Германија, што ни се случува или за не знам како. Тоа го гледаме. Затоа и го споменав процесот индивидуално кога се работи со детето, како и на кој начин треба да се изгради и процесот општествено ако зборуваме. А нема ако ставите простор да децата се препуштени во одредена возраст, се зависи, нели, тие мора да имат простор за да градат својата индивидуалност. Или инаку пак тоа е друг проблем што прави тип на така алтруистичен тип на кохезија општествена, каде што пресилните врски па го гушат поединецот. Знаете, и тогаш имаме друг. Овие се типови на општествена кохезија врзани за самоубиство, би рекол пред 100 и кусор години, веќе дефинирани. Меѓутоа, сакам да ви кажам дека мора да се најде мерка, пошто секој човек си е посебно, секој дете е посебно и сака многу ангажман. И не сме тоа да оставаме на случај, не може да оставиме на некој друг, не знам, други ќе се грижат, ќе помине. Ако не се зборува и не се решава, оди само во полоша. И затоа многу е голема улога на општините, локална самоуправа, градоначалници, но тие го контролираат образованието основно, да речем. Па и средно, мислам. Така, а вие сте одговорни кога зборувате со вашите студенти кои што веќе треба да имаат оформено некакви ставови и размислувања за животот на таа, нели, веќе на таа возраст, но веруете ми, цел живот не го правиме тоа. Никош не сме се родиле до 18 години, сега готово. Без оглед што има теорија дека личноста се формира, нели, до 5, меѓу 5 и 6 години. Меѓутоа ние имаме постојано учиме, надоградување, и созревање, така е. Тоа не може да оставите вие процес. Јас ми се смеат сега нова возраст, сум примилен Python да учам. Затоа што ми треба мене. Никогаш не е доцната. Па нема, тоа вие насочува потребата сега тоа. Сакате да искористите некоја апликација, морате тоа. Сега вие како и се како нуклеарната енергија може да користите за лекување и за деструкција. Израел, Палестина ви е пример како држава може да се однесува вандалистички, затоа што борејки се со некоја милитантна група, они убива, прави геноцид, руши све што има таму, што е несвојствено. Пример, тоа ви еден редици имате од поранешна Југославија, конфликт, така натаму. Широка е темата.
Меѓутоа, сака фокусирање на нашите состојби, сака она што се вели да се крене целиот истражувачки капацитет, практичари, се што има за да може да се видат состојбите не се секаде исти. Во една општина може да е еден проблем, во друга друг и немате универзален рецепт. И што е најважно да не остане само на теорија и разговори кои што сепак делуваат едукативно, но треба да се види нешто на дело или во пракса, како видиме како решение и стратегија. Ни поминува времето со психолог и со професор, веројатно ова време предвидено ни е малку за разговор, особено на теми кои што заслужуваат внимание. Ќе го завршиме нашиот разговор. Марија, со вас, ако се тоа влие на останатите млади генерално сега, во однос на менталното здравје, се што ќе видат, ќе прочитаат, ќе слушнат, пред себе ќе го видат како пример, тоа влијае, свесно или несвесно, го разнишува менталното здравје и со ова се поврзуваме со информацијата која што може да споделиме за конференцијата која што ќе се одржи овој викенд. Така, овој викенд во Музеот на македонска борба имаме првата конференција од нашиот центар Маша Марија, организирана токму на 30.11. оваа година поднасловена менталното здравје кај децата и младите. Целта на оваа конференција е да ја покренеме свесноста заедно со децата, заедно со стручните лица, да ја покренеме свесноста колку е важно менталното здравје кај децата и кај младите. Конференцијата е така осмислена говорници да бидат децата, водители исто така ќе бидат децата, две прекрасни девојки, едната од основно, другата од средно. Исто така и главни говорници се децата, стручните лица, психолози, наставници, родителите исто така и организации кои работат токму во насока на ова поле. Она што е важно да го напоменам за оваа конференција, влезот е бесплатен, може секој да дојде, значи од 12 до 14 часот во Музеот на македонска борба оваа сабота, и целта е всушност да ја покренеме свесноста пред се кај возрастните, на кој начин и како всушност се нарушува менталното здравје кај децата, а тоа најмногу ќе ни го укажат децата преку нивните интересни теми, како родителите не ме разбираат, ова е мојот хаос, моето ментално здравје, ова е како јас се чувствувам, родителите каде е нивната улога и каде всушност прават киксови, каде што самите се забележуваат или што е она кое родителите треба да го дадат, наставниците и образовниот систем, како и стручните соработници, објаснувајќи теми кои се важни да ги слушнат и децата, и младите, и возрастните, и потоа институциите кои нудат едни решенија кои можат да бидат во прилог и на младите, и на родителите, и на сите возрастни. Па еве, ја користам приликата тука да ги поканам сите гледачи, сите оние кои не слушаат и кои не слушаат, да дојдат на оваа конференција и да си поминат интересни забавно со децата. Да, вакви иницијативи треба да имаме и да бидат помногубрени од причина што се соочуваме со ова за кое што денеска зборувавме. Ви благодарам за вашето време и за вашето гостување во Утреска на Телма. Благодарам на поканата. Благодарам.